Наместо во Токио на летната олимпијада, која поради ситуацијата со COVID-19 одложена за наредната година, еден од најдобрите македонски атлетичари Јован Стојовски и потенцијален учесник на игрите, својата форма ја темпираше во Охрид. Вели дека тешко го доживеал моментот на одлагање на најголемиот спортски настан за кој се подготвувал подолго време. Тешко е форма темпирано за оваа сезона, ама добро, имам уште една година за да се подготвувам уште подобро. Тоа е како неки сан. Имам доста сновити, а Олимпијада е свакако круна на кариера. Секој спортист нормално адреналин мало, Токио, полн стадион, јапанци од добри организатори. Негова цел во Токио е поставување на нов личен рекорд. Беше шести на последното европско првенство за млади сениори, а настапуваше и на светското атлетско првенство минатата година во Доха. Тоа е и македонски рекордер на 200 метри на отворено и сала и на 400 метри во сала. Генерално планови овако животни су ми да постанем рекордер во сите спринтерски дисциплини. Значи треба и уште на 100 метри да се обнови рекорд. Да, на Македонија да будем мислим да ќе бидам единствен во светот, да во некоја држава има и на 100 и на 200 и на 400 државен рекорд. Тоа ми е некако онако како круна и се како олимпијада и нека медаја со европско првенство. Јован живее во Белград, но поради неговото македонско потекло се одлучил да настапува за атлетскиот клуб Покрит, како и за македонската атлетска репрезентација, иако до 2016 година ги бранел боите на Србија. Да се некако боле осеќам, боле услови добив и тоа е главно. Овој индивидуален спорт и многу е битно да имаш поддршка. Председателот на атлетскиот клуб Покрит Пецо Неданов вели дека со Јован македонската атлетика има перспектива. И со доаѓањето на Јован фактично се обнови клубот и се живна, да речем така, интересот и стварно добри резултати се направија. Јован директно го погодила ситуацијата предизвикана од пандемијата. Останал без надпревари, но се снаоѓал некако за да ја одржува формата. И кога беше полициски час, мало се искрадам где можам да тренирам ту околу где нема полиција и така. Да, и на снага работи доста, а на тренинзи овако негде околу 70-80% од предвидено. Ако дозволат условите, Јован го очекува Балканијада во Романија, како и европско и светско првенство во сала. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.